Почитувани, добар ден. Добре ни дојдовте во вестите на Канал 8. Кандидатот за градоначалник на Кочани, подржан од СДСМ Николчо Илиев, одржа пресконференција на која представи дел од своите заложби за подобрување на инфраструктурата во општината. При тоа беше речено дека ќе се подобри сообраќајниот режим кој сега е нефункционален и блокиран. Ке градиме по план за да обезбедиме инфраструктура за сите граѓани во општината затоа што секој заслужува подобра животна средина. Ова беше главната поента на пресконференцијата што ја имаше кандидатот за градоначалник на Кочани, подржан од СДСМ Николчо Илиев, при што главен акцент стави на решавањето на актуелните проблеми во сообраќајот, како и на намалувањето на разликите во инфраструктурната изграденост во сите населени места во општината. Ќе ги намалиме разликите помеѓу градските и селските средини. Како еден од главните инфраструктурни проекти ќе биде воспоставување на нов сообраќајен режим и асфалтирање на сите улици. Почитувани сограѓани, сите многу добро знаеме дека актуелниот сообраќајен режим во Кочани е нефункционален, а некаде и целосно блокиран и закочен, како и денес. Денешниот динамичен тренд на живот има потреба од регулирање на сообраќајниот режим. Затоа ќе понудиме нов начин на регулирање на сообраќајот во Кочани, преку изградба на сообраќајни мостови кај џамијата, монополски бавчи и во насадбата Оризари, кај местноста викана Витоша, како и изградба на кружен тек кај двојниот мост. Исто така во нашата програма имаме предвидено изградба на катна гаража, со цел да се регулира паркирањето по градот. Илиев рече дека со проектите што веќе се зацртани ќе биде олеснето движењето на сите учесници во сообраќајот, а безбедноста ќе биде подигната на највисоко ниво. Драги мои сограѓани, ова се само дел од проектите кои ви ги прикажуваме. Имаме уште многу, како што се изградба на старички дом, реконструкција на градскиот парк, гасификација на градот, изградба на младински центар, изградба на детски градинки и многу други проекти. Почитувани сограѓани, се надевам дека ќе имам вашата доверба за да ги реализираме овие проекти, со кои преку градење по план ќе го подобриме животот во Кочани и Кочани ќе ја направиме отворена и услужна општина за сите. Представувањето на предизборната програма преку пресконференции ќе продолжи во наредните денови, најави Илиев, со што пред граѓаните ќе се представат определбите општина Кочани да добие подинамичен и порамномерен развој. Пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник на општина Зрновци Блаже Станков. Ги повика граѓаните на 15 октомври да го дадат својот глас за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Кандидатот за градоначалник на општина Зрновци од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ Блаже Станков на прес пред новинарите ја представи својата изборна програма со конкретни проекти и рокови за нивно реализирање, како и кандидатите за општинскиот совет, чиј носител е Душко Ѓоргиев. Реализираните проекти во изминатите години преку вложување во инфраструктурата, изградба на преку 30 улици, 4 локални патишта, 2 полски патишта, регионалниот пат Видовиште-Теранци, 2 ново изградени фекални канализации во Мородвис и Видовиште, новите паркови, спортските терени, забавните паркови за најмладите, плоштадите, регулација и уредување на речните корита на Зрновка, Морошка и Видовишка река, ново изградените цркви во Мородвис и Видовиште, детската градинка, реконструкција на општинската зграда, етно куќата во село Мородвис, изградбата на регионалниот етно парк и многуте други реализирани проекти, верувам дека ќе ве насочат да го најдете одговорот при носење на одлуката при изборот на кандидат за градоначалник и понудената листа на кандидати за совет на општина Зрновци. Понудената програма со конкретни проекти и рокови за нивно реализирање во секој населено место, заедно со понудениот состав на советничката група од нашата партија, се надевам дека е доволна гаранција да ја добиеме довербата. Не чека голема работа, но ние знаеме да работиме чесно, посветено,
одлучно и одговорно. Во изборната програма, според Станков, се поместени проекти кои што се однесуваат за подобрувањето на животот во трите населени места од општината, како што се реконструкција на секундарната водоводна мрежа и изградба на резервоар за вода во Зрновци, изградба и асфалтирање на неколку локални патни правци во Зрновци, Мородвис и Видовиште, бетонирање на земјени вади за квалитетно наводнување на земјоделските површини, како и изградба на пат до археолошкиот локалитет Манастириште во село Мородвис. На крајот од својот прес пред новинарите, Станков ги повика граѓаните на 15 октомври да го дадат својот глас за кандидатот за градоначалник и составот на советничката група од редовите на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Прекинат е протестот со кој жителите на Блатец се спротивставуваа на одлуката да се гради хидроцентрала на реката што поминува покрај нивното село. Причина за прекинот е што бил постигнат договор за запирање на активностите за изградба на објектот. Жителите на Блатец ја прекинаа блокадата на локалниот пат во близина на црквата во нивното село, откако е постигнат договор со кој се стопира изградбата на мала хидроцентрала на реката Блатешница. Причина за прекинот е што нивните барања со кои излегоа на мирниот протест во понеделникот претпладне имале позитивен ефект кај надлежните на државно ниво, па во мирување е ставен почетокот на подготвителните работи за изградба на објектот. Исто така, блатчани го прифатиле барањето што го испратиле од Македонски шуми, да им се овозможи на нивните камиони непречено да го користат локалниот пат за дотур на дрва. Со оглед што е период на снабдување со огревно дрво, луѓето кои го блокираа патот што оди кон падините на Плачковица се согласиле на механизацијата и на работниците на јавното предпријатие да им дозволат нормално да ги извршуваат работните задачи. Инаку, жителите на Блатец се спротивставија на изградбата на хидроцентралата поради тоа што сметаат дека таа ќе предизвика еколошки проблеми и ќе го наруши снабдувањето со вода за пиење. При тоа најголемото незадоволство го искажаа поради фактот што воопшто не биле консултирани и запознаени со намерата овде да се гради ваков објект. Сметаме дека ние како жители на Блатец и како население кој што треба да живее покрај таа централа да бидеме најдобро запознаени за предности и бенефити, а не ние да бидеме најизиграни у целата ситуација. Затоа револтот е уште поголем што ние воопшто не сме консултирани околу градбата на централа, затоа што уште тогаш, преку разговор, ние ќе укажевме на сите можни последици и самата концесија немаше ни потреба да се доделува. Објектот за производство на електрична енергија бил проектиран да се снабдува со вода од цевковод во должина од 3 километри, при што би се користеле ресурсите на реката од која, освен за пиење, населението ги наводнува и околните бавчи и ниви. Дополнително, како една од причините поради која тие беа против изградбата на хидроцентралата е што било предвидено минирање на карпите на теренот каде што ќе поминува трасата на цевководот, со што ќе се нарушил подземниот тек и ќе дошло до пресушување на чешмите или заматување на водата што тече од нив. Агенцијата за вработување спроведува грант од ИПА фондовите на Европската Унија со кој се финансира проект за поддршка за вработување млади лица. Во тек е пријавувањето на заинтересираните кандидати кои можат да посетуваат обуки и да добијат финансиска помош со мерките за самовработување. Младите невработени лица на возраст до 29 години имаат можност да ги подобрат своите вештини и знаења преку обуки што се реализираат во рамки на проектот за поддршка на вработувањето млади, а со финансиска помош од Европската Унија. Се работи за трет директен грант од ИПА фондовите, со кој Агенцијата за вработување спроведува активности и мерки за практиканство, за обука за побарувани занимања на пазарот на труд и обука за напредни информатички вештини. Во моментот, слободни места за аплицирање има за 2 обуки, што се спроведуваат во рамки на овој проект. Првата обука се однесува за едукација за започнување на собствен бизнис, односно обука за предприемништво, на кој младите стекнуваат знаење и вештини од областа на бизнисот и на предприемништвото и со помош на консултанти стручни изработуваат своји бизнис планови кои подоцна можат да ги аплицираат
во другите мерки за само вработување, кои што ќе следат во наредниот период од страна на Агенцијата за вработување и на некој начин да се вклучат и во новата мерка која што излезе неодамна, а тоа е поддршка на стартап бизниси за млади лица до 29 години, каде што сумата изнесува и до 10.000 евра неповратни средства. Обуката се спроведува во период од 5 дена. Вкупниот буџет за неа изнесува 285.000 евра, а предвидено е на 950 млади невработени од целата држава да им се овозможи да се стекнат со потребното знаење за самовработување. Втората обука преку овој проект, поддршка за вработување на млади лица, е обуката за подготовка за вработување на млади лица и стекнување на вештини за работа, односно младите преку два модула на оваа обука стекнуваат знаење и вештина како поблизу како поуспешно да се доближат до работодавачите и да ги зголемат своите вештини за наоѓање на работа. Инаку аплицирањето е во тек, а и сите невработени заинтересирани лица ги повикуваме на територија на општина Кочани да аплицираат во центарот за вработување. Ќе им се направи соодветна апликација и веднаш од наредниот месец веќе следуваат обуките. Буџетот за втората обука е 140.000 евра, а планирано е со неа да се опфатат 1400 невработени млади од целата држава, при што обучувањето е поделено во два модули, од кои едниот трае 2, а другиот 4 дена. На лицата кои успешно ќе завршат една од обуките, ќе им биде издаден и соодветен сертификат. Општина Кочани годинава планира да го расчистува патот до планинското село Главовица, за што предвидува од буџетот да издвои околу 3.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае до 5 октомври. Близу 170.000 денари планира да потроши општина Кочани за прочистување и порамнување на земениот пат во Рицко-планинскиот регион што води кон селото Главовица. Се работи за редовна годишна активност со која се обезбедува проодност на земениот коловоз до тешко пристапните и оддалечени маала на ова село. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е да се прочисти пат во должина од 15 км. При тоа, освен нарамнењето на земениот коловоз, планирано е да се обезбеди зимско одржување, односно расчистување на снегот, за што се планирани 40 работни часа, како и расчистување на евентуални одрони, за што на изведувачот на работите му се дадени 10 работни часа. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до 5 октомври, а со компанијата што ќе биде избрана, ќе се склучи договор со рок на важност од 12 месеци. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно, согласно потребите на терен, а давателот на услугата се обврзува кога снежните наноси се поголеми од 3 см или при одрони на камења и карпи што го попречуваат движењето по патот, со соодветна механизација да интервенира самоиницијативно. Исто така, по повик од надлежните во локалната самоуправа, треба да обезбеди проодност на патниот правец кон селото Главовица за целото време траење на договорот. Инаку, оваа активност ќе се реализира поодделно од претходно објавениот тендер за обезбедување проодност на земените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општината во должина до 30 км. За оваа намена тогаш општината предвиде да се потрошат 1.900.000 денари. Со цел поголема примена на францускиот јазик и неговото изучување, преку работилница за изразување на креативноста на учениците со креирање на стрип, во Кочани беше одбележан Европскиот ден на јазиците. Преку ваквите настани и работилници се испраќа порака за будење на свеста за потребата од јазична различност во училиштата. Креативна работилница за креирање на стрипови со помош на смартфон се одржа во библиотеката Искра во Кочани. Во неа учествуваа основци и средношколци од Кочани, Виница и Чешиново Облешево, а тема на работилницата беше францускиот и јазичната различност. Со оваа работилница всушност професорите од средните училишта од Кочани и Виница го одбележаа Европскиот ден на јазиците, а активноста е поддржана од Францускиот институт во Скопје. Овде се собравме денес да го прославиме Европскиот ден на јазиците со акцент на францускиот јазик.
Le français et la diversité linguistique, францускиот и јазичната различност. Ова го правиме преку ателие за креирање на стрипови. Ова е креативна работилница која што е наменета за ученици од основно и од средно образование од регионот, од Виница, Кочани и општината Чешиново, Облешево. Ова работилница е наменета за учениците за да се забавуваат преценно и да го применуваат францускиот јазик, воведувајќи и елементи од другите јазици и да креираат стрип со креативно цртање, но и примена на мобилен телефон преку слика. Значи ова е поредок вид на работа, спој помеѓу традиционалното и модерното, да речеме, кое што мислам дека е многу забавно за учениците. Преку темата францускиот и јазичната различност, всушност се испраќа порака за будење на свеста за потреба од јазична различност во училиштата во регионот и се потикнуваат учениците кои што учат други јазици да се придружат со наставниците на следната прослава и настани и да го изучуваат францускиот јазик, бидејќи секој јазик е богатство. Зголемување на креативноста на учениците преку учество на голем број активности и проекти е целта на младинската организација Авангарда, која што долги години постои во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Деновиве пред учениците од прва година се вршеше презентација на активностите, задачите и целите на организацијата со цел запишување нови членови. Младинската организација годината ја стартуваше со запишување на нови членови од прва година, на кои што им беше изготвена презентација со цел запознавање со активностите, приоритетите, задачите и целта на младинската организација. Годинава има промени и во менторството на организацијата. Оваа година сме во малку променет состав, односно председатели остануваме истите, јас и Иван Стоилов, додека менторот ни е професорот по музичко Столе Анастасов. Како и секоја година, традиционално ќе продолжиме со оние активности кои што не одбележуваат, односно по кои сме препознатливи, но се разбира, предвидуваме и некои поголеми, за кои што ние би сакале однапред да ви известиме, се разбира, нека остане во тајност, за подоцна да можете да дознаете. Како традиционални проекти се разбира некои хуманитарни организации, хуманитарни проекти чии средства ќе бидат наменети за социјално загрозени ученици од нашето училиште. Се разбира и забавите кои што ја карактеризираат нашата младинска организација, проекти кои што се во соработка со локалната самоуправа, некои други училишта и слично. Младинската организација Авангарда како организација која што долги години постои во училиштето е од голема корист на учениците, бидејќи преку неа учениците ја развиваат способноста за учење, пишување, креирање настани, зголемување на креативноста преку учество во разни активности и слично. Следува информацијата од спортот. Екипата на баскет Дино е победник на кошаркарскиот турнир на најдобрите младински екипи што се одигра во Скопје. Екипите на Фудбал Старс во редовното коло на младинската и детската лига пак забележаа 4 победи и 2 порази. Младата екипа на баскет Дино од генерацијата 2004 е победник на кошаркарскиот турнир што се одигра во Скопје, а чиј организатор беше екипата на МЗТ. На турнирот настапија најдобрите 4 екипи од државата, кои играа на така наречениот Final Four во минатото првенство. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров со одлична игра во финалето ја совладаа солидната екипа на Водно Санс од Скопје со резултат 61-40, со што стана и победници. Според информациите од нашиот клуб, победата дошла како резултат на цврстата одбрана и прецизните контранапади, со што на крајот кошаркарите на баскет Дино заслужено се радувале на победата. Претходно во полуфиналниот надпревар, екипата ја совладала МВП Струмица со 51-41, додека пак финалистот Водно Санс бил подобар од екипата на МЗТ. Со победата на турнирот, нашата екипа ја потврдува добрата форма и подготвеност пред почетокот на овогодишното првенство во јуниорската кошаркарска лига, што треба да започне идниот месец. Екипите на фудбалската школа Фудбал Старс пак и во четвртото коло од лигите во кои се надпреваруваат, продолжуваат своји успеси. Во јуниорската регионална лига,
Генерациите 2001 и 2002 играа на домашен терен против соодветните екипи на Евроспорт Куманово, при што забележаа победа и нерешен резултат. Нашата пионерска екипа беше далеку подобра и понадмокна од противникот од Куманово и на крајот славеше победа од 7:1. За разлика од нив пак, помладите пионери од генерацијата 2002 дозволија да бидат изненадени од гостите од Куманово и на крајот ги поделија бодовите играјки нерешено 2:2. Со победа во 4 првенствени кола, генерацијата 2001 на Фудбал Старс сега има вкупно 12 бода и со подобра гол разлика е на првото место на табелата пред Плачковица. Помладите пионери пак имаат 10 бода и го делат првото место со Куманово Евроспорт. Во регионалната Југоисточна лига, петлињата од генерацијата 2003 на нашата фудбалска школа гостуваа во Струмица против Академија Пандев и загубија со 2:0. Помладите петлиња од генерацијата 2004 пак исто така играа против струмичката екипа и беа поразени со повисока гол разлика од 5:1. Во првенството на детската лига се одигра второто коло, а Фудбал Старс му гостуваше на градскиот ривал од фудбалскиот клуб Осогово. Генерацијата 2005 ги победи осоговци со 16:1, а генерацијата 2007 славеше победа од 5:4. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.